Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска имаме една ретка, убава, пријатна можност да беседиме, да разговараме со еден од најзначајните современи македонски писатели. Тоа е Александар Прокопиев. Александар Прокопиев, слободен сум во оваа моја констатација да кажам, е човек, автор, творец, писател, институција. Ова не го кажувам случајно затоа што зад него стои еден мощне, специфичен, оригинален, сериозен опус. И моја привилегија и задоволство е вечерва да разговарам токму со него. Ние се знаеме многу одамна, од минатиот век, долги години соработуваме и верувам дека и вечерашниот разговор ќе биде тет-а-тет, значи ќе биде многу жив, многу непосреден, многу динамичен, бидејќи многу работи заедно сме започнале, некои сме ги завршиле, некои верувам допрва можеби ќе ги завршиме, но како и да е, Александар Прокопиев е прозаист, есеист и поет. Сега, моето прво прашање е, тој е првенствено прозаист. Дури и есејот е во тој прозен дискурс. Па од каде тој луксус да биде и поет? Дали хаикуто беше толку силен магнет на кој што тој не можеше да се спротивстави, да одолее, па им се приклучи или ни се приклучи и на нас поетите? Па веднаш да ти одговорам наискрено, јас прифакам со големо задоволство дека сум прозаист и есеист кој исто така настојува да бидам во својот исказ блиску до прозата, односно до нешто што самата проза го носи, ако веќе допреш до неа, со извесен видлив шарм и конекција со читателот. Но за поет не би рекол дека сум поет, затоа што тој мој излет кон хаикуто исто е врзан со прозата. Имено негде 98 година или 99-та, не се сеќавам точно, тоа ми се случува во животот, кога завршува една етапа и кога сакам да ја оценам и видов дека тогаш мојот израз е пренатрпан. Односно, секој човек што пишува треба да биде, мислам, треба да биде самокритичен и тогаш сватив дека треба да си го прочистам изразот. Како? Го открив хаикуто. Ти веќе пишуваше хаику во тоа време, еден си од првите и знаеш колкави можности ти пружаат тие три стишја, односно тие... Од една страна ограничува, од друга страна дава неверојатна широчина во мислата, во концептот, како тоа да го направиш, да го срочиш екзактно, лапидарно. Точно тоа, лапидарноста и едноставноста на хаику изразот си го дадов како задача. Односно, да почнам да си го изострувам изразот, а да не го пренатрпувам со многу барокни реченици. Затоа што во тоа време, знаеш и ти, влеговме во постмодернизмот, кој носеше од една страна многу можности, пред се изразни можности, значи таа жанровска ослободеност, што е многу важна за автор. Сега слушав претходниот разговор, за мене, еве да кажеме дека животот раѓа творештво, а творештвото обстои едноставно заради слободата. Затоа што ако таа слобода ја достигнеш во творештво, тогаш си многу поослободен и на некој човечки начин дури порадостен. Така што тоа мој хаику во тие години беше вежба да си го прочистам и да си го подобрам прозниот израз. Сега, следното прашање, кое што може веднаш да се надоврзе на ова претходно прашање, всушност е една моја констатација, дека Сашо Прокопиев не е од оние романописци, романсиери, кои што испишуваат бројни страници со многу нарација,
Не сакам да ги навредам, да кажам дека е тоа само празен наратив, но секако некој преопширен, дури гломазен дискурс, кој што нему е својствен. Бидејќи Сашо Прокопиев пишува по-концизно, по-екзактно, иако тој пред малку вели дека дури и тоа негово такво пишување му пречело и сакал да го прочисти тој негов израз и исказ, да го доведе до есенција. И затоа се приклони кон хаикуто. Но Сашо Прокопиев пишува раскази, и тоа кратки раскази, short story, приказни, а она што е многу битно, Сашо Прокопиев е писател од Скопје. Мислам дека Скопје има всадено длабоки бразди во неговиот живот и во неговото творество. Па ова мое прашање сега ќе биде токму поврзано со тоа. Сашо Прокопиев, меѓу Скопје и скопските графити, меѓу музиката, рокот и другите музички жанри, значи меѓу визуелното, ликовното, музичкото, театарот, филмот. Бидејќи ти си, Сашо, една поливалентна личност, мултимедијална. Ајде малку за Скопје од твоето детство, твојата младост. Можеш ли сега да го препознаеш тоа Скопје или градот Скопје исчезна или се уште атрофира и исчезнува? Ова ти е интересно прашање затоа што секој човек што своето детство го поминал низ сокаците на Скопје, а моето детство беше многу надворешно во една смисла, затоа што постојано од својата, не знам, од кога почнав да чекорам, ја бев на сокак. И, значи, ако тие гледки од тој живот ги споредам со сегашните, сигурно дека ќе кажам дека се тоа два различни града. Но, од друга страна, морам да ја кажам и против тежата, имено и во овој хаотичен и несмасен дури град, каде што постојат разни градови во тој и каде што енергиите едноставно на жителите толку се преплетуваат и судираат, што многу малку наликуваат на некогашното моје Скопје, сепак, она што мене ме држи, а што ти исто го спомна, се луѓето, односно поединците. Имено, во сите тие наши животни премрежја, може би една од, ајде да кажам, најпозитивните работи што тече низ мојот живот, е што среќавам многу интересни поединци. Ти најдобро знаеш дека пишувањето е интровертна активност. Мораш да бидеш врзан за тишина, за себе и за она што го работиш. Но морам да кажам дека дел од мојата природа е тимски. Да. Ја многу сакам да се сообразувам со енергија и креативни на други луѓе кои мене ме привлекуваат, веројатно и јас нив. Тоа го сватив, тоа ти го знаеш, на моите предавања. Да, како универзитетски професор на Институтот за кои беа прекрасни литература. Да, ми беа прекрасен период, затоа што сватив дека таа синергија на оделни енергии може да создаде добри дела. Таму е и таа приврзаност кон филмот, анимираниот филм, и кон музиката, затоа што едноставно најдов богати личности со кои можем да се сообразам во она што го правам. Меѓутоа, интересно е како ја од малските игри предов во нешто што сосем слободно можем да го наречам авангарда. Имено во тие наши камаи, джамли, игри со мои другарчиња. Каубојци индијанци. Ја почнав, Папа Теодоси беше една звеја во Пајко Мало, да ги собирам моите другари и после играње фудбал или джамли, да правам сценарија за филмови во кои се вмешува сите можни жанрови. Значи и вонземјани, и каубојци, и авантури. И со тоа што си дававме улоги на тој кој ќе го игра, например, не знам, кој ќе го игра Ол Шетерхенд, кој ќе го игра човекот од Марс, и ги игравме доста долго, додека на наме не почнеше и другите жени да не викаат од тама, дојдите дома, доцна, до мрак игравме. Да, сте се заборавале. Сме се заборавале.
Беше интересно што тоа после се пренесе и во првите, се ја случнав, првите книжевни клубови. Ја бев во Бигори, заедно со, кој беше таму, Алдо Климан, Олјар Буњевска. Но ми беше интересно во сето тоа, како еден бунтовнен само бендисан, може би во тоа време гимназијалец, да правиме некои поголеми проекти. И правевме проекти во 1919, во кои се вмешуваше и музика и филм, во кои игра некои од тие мои другарчиња од младоста. Например, играше Селим Нехар, беше еден глумец кој играше, кој се влечеше кон платното, па изговараше патетични реченици, што е смислот на животот. Играше, например, Кица Колбе, играше девојка во Сенка. И беа многу посетени, ама најинтересно беше дека на тие доваѓаше и во тоа време и милиција. Затоа што им беа чудни. Затоа што прават овие млади луѓе? Многу млади луѓе. Дали прават бунтовни нешто? луѓе. Бунтовни луѓе. И знам дека тоа беше смешно, ти родителите доваѓа, сите ги гледа и ги легитимира. Потоа ти го знаеш нашето дружење што почна од Уста, па Петиот круг. Сето тоа беше еден начин на барање на слобода, која е слобода и на изразување, но и човечка слобода. И барање на себе си, првенствено. И барање на себе си пред се, за да се можеш да се најдеш во тие сеја што се нарекуваат мултимедијални, не знам какви движења, а што беа уствари движење од натре. Односно, осеќавме потреба да се наметне тој наш светоглед на начин кој ќе биде понеобичен од другите. При тоа ризикувавме да бидеме нападнати од постарата генерација и тоа прилично, но и бевме, но си се државме многу силно во тоа што го работевме докога тоа траеше. Еве оваа книга на пример е со сликата на Димче Дурацовски. Еден од припадниците на Петиот круг. Петиот круг. Значи оваа книга за гледачите да кажам е најнова книга на Александар Прокопиев. И ти добро нарече есеистичко прозна книга. Да, Трибун, хронистерик, номад. Да. За номадите и номадизмот може да се испишуваат томови и томови. И самиот Сашо Прокопиев е номад. Па верувам дека сум, да. И Трибун, па и хронистерик, иако сега, Трибун не можам да бидам. Затоа што Трибунот е едно место кое сепак бара една обштествена признаеност во текот на самиот живот. Сега да не ги кажеме луѓето, ама можеме оние што се многу значајни во македонската литература и веќе не се живи. Голем трибун и вистински трибун беше Блаже Конески, тоа е јасно. Апсолутно. Но затоа имаше други типови, например го имаше Шопов како номад. Да. Го имаше Коле Чашуле, за нив пишувам, како хронистерик. Значи, тоа се... Затоа е така и назначена книгата на три типа на писатели во однос на својата средина, пред се на она што го пишуваат, но во однос на тоа како се прифаќаат и како критиката и општеството ги сместува во својата пирамида. Ама, ајде да се вратиме на ова што беше интересно. Многу беше убаво твоето започнување, твоето искажување за таа самоиницијативност, на одреден начин, би рекол и самоактивност, преку групата Уста, преку Петиот круг. Тоа не беа само глобални некои движења и бранови, што доаѓа овде во Македонија. Туку и обратно. Ние одовде сепак чувствувавме дека имаме нешто специфично, нешто различно и што треба ние да им го соопштиме на другите околу нас, на окружувањето. И како рефлекс на тоа се појавија тие групни движења и точно е тоа, имаше големи отпори, имаше и жестоки напади, посебно од некои помлади од нас, кои што, како децата кои што не ги ставаат да играат фудбал, па се револтирани, така и некои помлади писатели кои што во тој миг
ние не ги зедовме да играат заедно со нас во екипата, тие реагираа, па имаше полемики во списанијата и весниците, но најбитното што беше? Тие што не напаѓаа жестоко, ама не веднаш, по неколку години, ни рекоа дека сме биле добри и сме биле во право, но сето тоа требаше да се издржи, бидејќи пред тоа, кога пишувавме кратки раскази, пежоративно не нарекуваа кусописци, демек ние не можеме да пишуваме долго, ама ние рушевме некои стереотипи, рушевме некои модели востановени, закоравени. Сашо Прокопиев беше еден од тие стожерници и не случајно ја реков трибун, иако тој е скромен и не сега тоа да го каже. Имаше едно трибунство во внесувањето и градењето на постмодерната во рамките на македонската литература, бидејќи Сашо Прокопиев, да подсетам, од Скопје, по завршувањето на средното образование, се запишува на Филолошки факултет во Белград. Така. Таму ги завршува дипломските студии, но и магистрира. И потоа се враќа во Скопје. Сашо, каква беше таа разлика Скопје-Белград? Знам дека била голема, но тоа е, Белград за тебе беше еден скок, една скала повеќе. И да се живее во Белград, да се студира во Белград, тоа значи да се слушаат предавања на познати тогаш, не само српски, туку и словенски писатели. Па ајде малку за Белград. Затоа што Белград е една битна етапа во твојот живот и твојата сопруга од Белград и најбитното, ти и денес имаш колеги, пријатели, писатели во Белград, таму си познато, прифатено име, многу твои книги се објавени и на српски и на други јазици од нашите соседни земји. Но, кои беа тие професори во Белград, за кои што малку сега во оваа наша емисија ќе ни проговориш? Од кого ти слушаше таму предавања? Бидејќи овдека подоцна, кога дојде, продолжи да контактираш и самиот комунистички професор со нашите професори. Но, за белградските професори и за белградските предавања сакам, ова уште од дома си го смислив, реков морам да го прашам Сашо да ми каже кој му предавало белградските познати професори и писатели. Сега, Христо, ќе ти кажам нешто како прва реченица. Тој Белград во моје време, значи јас бев од 71 до 80 таму, во однос на сегашниот Белград е исто огромна разлика. Значи, ти што ме праша за Скопје, так, исто тоа можам да ти го кажам, бев среќен што бев во период кога Белград беше стварно европска метропола, во се. Да. Значи, тој ти го знаеш. Да. Беше во литературата, но беше и во се. Светските конекции, во театар, во главен град на иновација, во Југославија, музика, центар. Така што моето, всушност, белградско студирање, особено затоа што бев во компаративната група, која беше од цела Југославија, многу убава прилика да се воспостават човечни и творечки врски кои после цел живот си траат со луѓе кои се од таму, но и луѓе кои се од цела Југославија. Да. Ја, например, после многу се зачудив кога си сретнав Пулскиот сајам, кој е извореден, го води моја колешка Магдалена Водопија. Значи, на Традуки главната е Алида Бремер, кој исто таму студираш. Значи, сакам да ти кажам дека во тоа време Белград беше светски град. Југославија во мало. Светски град. И затоа професорите кои таму предаваа, Добро. галерија на изворедни индивидуалности во однос на тоа кој предмет го предава. Јас можам само да ги издвојам тие што ми оставија најдлабок впечаток. Да, неколку. Например, теорија на литературата, со тоа што почна со античката литература, а после отиде до модерната, беше Никола Милошевиќ. Со Никола Милошевиќ, што е многу чудно, ја воспоставив и човечки однос, што се покажа и на самите постдипломски, кога тој беше
страшно наклонет кон мене. Освен него, например, тие семинарски што ги пишувавме, јас како секогаш сум брз, што викаш кратки раскази, и понекогаш ќе ја напишам семинарската и ќе ја дадам и другите студенти. Што прави за овој саш? Он беше страшно задоволен. Одма ќе почне да свира и овака ми даваше. Значи со Никола Мелчовиќ многу добар однос. Одличен однос со Нана Богдановиќ, сестрата на Богдан Богдановиќ. На Богдан, градоначалникот и архитектот. И архитектот. Таа предаваше современа авангардна руска литература. Значи најдобрите руси, почнувајќи веќе од Чехов, па натаму, целата таа плејада на големи автори, во кои се не знам, Платонов, Хармс, сите тие. И со неја воспоставив исто многу добар впечаток и сега ќе ти кажам нешто. Во исто време ја почнав да свирам рок-н-рол. Да, тоа е. Значи, во прва година... Групата Идоли. Идоли. Во прва, тогаш се викавме Мерлин, па станавме после Звук улица и се повеќе од своето време посветував на таа група, последно затоа што таа група беше во склоп исто на интермедиални случувања. Значи, не беше само музичка група. Точно. Ние бевме врзани со Видици во тоа време, од таму е моето големо пријателство доживотно со Влада Бајац. Бајац, од геопоетика. Од геопоетика. Потаму таму беа изворедни сликари. Дури Марина Абрамовиќ во СКЦ, незините први изложби беа таму. СКЦ беше место кај што се состанувавме, вежбавме, комунициравме. После идевме во Златен папагал, па кај Нина Живанчевиќ во станот до неа. Но, морам да признам, од најдобриот студент ја почнав веќе да задоцнувам, да не доаѓам на испити. Почна многу да свириш. Почнав многу да свирам и да смислувам нови акции, затоа што ние правевме представи во тоа време стварно многу иновантни, например за деца. Со Ршумовиќ користевме негови стихови, со музика и мали представи и сегде со Влада Дивљан тоа го правев. Со Дивљан. Сега за Дивљан ќе ти кажам после една приказна што малку е врзана со годинките во кои сме тие. Добро. Значи, во тоа време станав и бунтовен. Доаѓам, доцнам на едно предавање кај еден млад асистент, многу убав, многу универзитетски среден, но со голема амбиција политичка да успее во животот. И после стварно успеа, сега да ти кажам кај отиде. Значи некако го проценив, затоа што беше страшно арогантен. Амбициозен. Многу амбициозен, ама и арогантен кон студентите. И доаѓам јас со 10 минути за доцнување. Влегувам натре и тој ми вели Прокопиев надвор. Зошто професоре задоцневте надвор? И ме тера. И ја излегувам надвор. И во тоа време, знаеш ти, на 20-21 година, кај човекот се работат хормоните. И одам во првата будка, ја земам пиштол на вода. Со намера да го испрскам. Се вракам назад на пауза, со пиштолчето, тој излегува. Фала Богу, некој ангел одгоре ми рече, немој да го прскаш, ама стисни го. И дојдов и го стиснав и ми реков, срам да ви е. Стид да вајате. И со името и презимето, магистрата е тој, он веднаш ме пријави. Бев пред исклучување. Да не беше Нана Богдановиќ, да не беше Милошевиќ, да не беше стариот Џурич, ја ќе отида. Готова беше мојата. Ако има висок просек, немаше шанси да остане. И Нана Богдановиќ ме сретна и ми вика, Сашо, што сте направиле таму? Ама со насмевка. Што ти требало? Со насмевка. Абе и со радост. Затоа што предаваше авангарда. Абе со радост. И со радост. Вика, дојди сега кај мене у канцеларија, ќе мораме да напишеме извинување. Ние седнавме со бел лист хартија, ја слушав. Христо, тоа беше најнешто, како да ти кажам, најпонизно што сум напишал во живот. Каење. Се извинувам за мојата непристојност, се извинувам избрзаност, непромисленост. Исто, ве молам да ме прифатите назад. Тоа ти многу ја сакам компаративата. И благодаря на тие тројца луѓе, јас успеав да се вратам. Сашо Прокопиев се враќа и во Скопје. Така. И во Скопје продолжува. И кај доаѓам во Младборец. Да, доаѓа во Младборец. И јас му ги објавувам првите негови раскази во весникот Младборец. Но, бидејќи во Македонија тога се објавува само долги раскази, расказите беа најмалку 5 страници, јас имав проблем. Како да ги објавам кратките раскази од Александар Прокопиев, а веднаш да кажам, тие ми стигнуваа
ми ги носеше Елена Димитриевиќ. Да, мојата школска другарка. Школска другарка на Сашо Да. ми ги носеше и ми викаше: Христо, еве ти кратки раскази, биќе ја сакав тогаш да почнам да објавам кратки раскази. Ама немав кратки раскази. И сега, како да ги објавам расказите од Сашо кои се кратки, а во Македонија уште не е созреана климата за кратки раскази, јас напишав горе записи Така од беше. градот. Од градот, И го така. објавав како серијал. Број 1, број 2, број 3. Така беше. Како записи, фактички ја ги објавав расказите од Сашо, а подоцна веќе кажав не се ова записи, ова се раскази. Така. Сега, Сашо Прокопиев докторира во Скопје, Да. не случајно избира тема, сказните, Да. беше негова тема. Тука соработува со Томе Саздов, професорот университетски, Така. и со други професори. Но она што е најбитно, Сашо Прокопиев со враќањето, со доаѓањето во Скопје, донесува една новост, една свежина и некако доаѓа како предходница, како предводник и на постмодерната во македонската книжевност. И тогаш ја објавува неговата книга, прва, Младиот мајстор на играта. Да. Подоцна ја објавува книгата Или. Исто во Млад борец Во- и двете. И двете се објавени во Млад борец, каде што јас тогаш бев уредник, а Сашо Прокопиев беше ценет, почитуван и драг соработник наш. Сега, моето прво прашање. Знам дека првите книги се како првите љубови, никогаш не се забораваат и не може ни една, ни втора, ни трета книга да биде прва. Првата е прва. Но, творештвото е игра. Убаво рече пред малку и Сашо. И не случајно неговата книга е така и наречена Младиот мајстор на играта. Потоа следуваат бројни книги на Сашо, меѓу кои еден серијал на антиупатства. Антиупатство за лична употреба. Да. Некако ова е негов бренд, Добро. брендиран И наслов. уште трае. И уште Уште трае, трае, да. антиупатствата. Но Сашо објави неколку книги посветени на постмодерната, дури и во насловите. Да. Тоа го има. Дали Калимах беше постмодернист. Да. Понатаму постмодерен Вавилон. Да. Исто пак е тука постмодерната. Борхес и компјутерот. Да. Исто така. А инаку, кога сме кај докторската дисертација и кога сме кај сказната, тој ја објави книгата Патување на сказната. Да. Сашо Прокопиев, кога дојде во Скопје, кои беа твоите размисли и планови, бидејќи беше и не само во Белград, и во Скопје беше многу активен. И во Скопје сакаше да иницираш акции, активности, она што го рече пред малку, тимска работа, другарување и дружење книжевно и, Бога ми, остави и добри резултати. Јас како вчера да беше, кога седевме со Душко Наневски во бараката кај стариот Македонски народен театар, во бифето, и кога баравме наслов како да се вика нашето ново движење. Така е. И Душко помогна во тоа, Помогна. рече, вика, што се мачите? Да. Петтиот круг. Така. Затоа што досега Да, Старделов беа има 4 четири. Така е, круга, вие така е. бидете петтиот круг. Така И ние станавме петтиот круг. Ајде малку за твоето враќање во Скопје и тогашниот веќе зрел, созреан Прокопиев, ама и книжевен живот кај нас. Што беше сега, што беа многу убави работи, што ми се случија во Скопје, кога се вратив, како е на еден, сепак дојденец после 10 години надвор од Да, Скопје. да. Иако ти право кажа, јас со Скопје си бев врзан цело време. Да. Но сепак бев таму и моите први објави беа во Белград, всушност. Сега ќе ти кажам после и за Скопје, за Душко Наневски сигурно, но морам да ти ја кажам предходната приказна која се случи во Белград, во Златен папагал. Ние имавме
едно списание кое се исто го фалат, се вика Знак. Ево, Знак беше одлично. Одлично списание. На филолошкиот факултет. На филолошкиот. И после тоа одевме во тој Златен папагал да се договараме за следните работи и седевме на една маса, неколку души, Влада Бејац беше сигурно и уште неколку. Беше Чигоен Жарко. Така. Беше Алексич, што после отиде во Париз. На другата маса, прилично подалеку, седеше Албахари. Давид. И овие одма, пошто Давид вече беше име, имаше веќе книги и го водеше книжевна реч. Да. И тој седеше на другата маса и они Давид, таму, ама со еден страво почит, малку чуден. Да. И јас реков, ќе си идам ја до кај него. И отидов во масата, му се представив кој сум. Да. И како што бев во тие, ајде да кажам, малку претерана непосредност, но добро понекогаш беше, му реков дека пишувам проза кратка. Така. И тој рече, донеси ми ја во книжевна реч. Значи, пред Млад борец, ја почнав да објавувам во книжевна реч од него. Да. Но, кога дојдов во Скопје, се случи една многу точна работа, која се случи благодарение на Анте Поповски. Така. Што беше? Татко ми, како секој татко, Да. ги збирал тие мои објавени прози, им направил стиховна структура, го извезел тоа како мала книгичка и Анте, кој беше пријател, негов му ги однесе и рече, еве, син ми пишува, те молам, кажи што мислиш за нив. Да, така. И јас дојдов во Скопје и тато вика, му ги дадов, што си направи тоа? Па вика, а со што си ги ставил стихови? Поубаво да звучи, знаеш, така ми тече ако ги. Татко ми беше одличен читател. Како стихови, да. А ова беше една субјективност негова, ама од срце дадена. Анте беше тогаш директор на Вардар Филм. Да. И јас одам кај Анте, он ме прима, фала Богу, како син на светот, се тоа, и сега разговараме, и сега се сеќавам. Таа книжка беше оваква, например, и сега он ја вади, и таму негде 2 плюса. Негде си добил оценки. Плюс минус на другата, негде прашалник. И сега почнуваме долг разговор, после и горе наводно бев со него, но што беше најинтересно? Тој ми кажа, кој е впечаток? Сашо, ти имаш талент, ми кажа веднаш. Ти имаш талент, веднаш го препознав. Ама не за поезија. Пишувај кратка проза. Фактички татко ти направи мечки на услуга. Уствари ми направи вистинска, затоа што тој рече, вика, собери ги нив, вика, и направи си кратка проза. Зашто тие беа проза. И ја викам, проза. Така настана младиот мајстор на играта. После се случија пак некој премрежја, и тоа го знаеш кога бев избркан. Добро, не е важно, тоа да не го спомнуваме, тоа е една кратка, неважна епизода. И јас одам по улица. Немирниот дух. Да, кога од таму доаѓа еден човек висок, препознатлив за мене, со карактеристичен од, со долго лице и вика, Сашо Прокопиев, да се запознаеме. И ја викам, ја ве знам, Душко Наневски. Да. Ајде одиме во Стара Чаршија, пиеш кафе? Викам, пијам. Одиме и таму, кај сега што е Пчела, имаше една кафеана. Седнуваме ние на кафе, а тој го чекаше тогаш Душко Димитровски. Да, Душко Димитров, од радио, уредникот. Прекрасен. Ја преку него се запознав, мажот на Вања Димитров. Да. И седиме со Душко и Душко вика, сакаш да доеш во Институт за македонска литература? А јас едам овака, затоа што, ајде, бев без работа. Тогаш заради... Беше во третата програма. И после се случија други анархолиберализми, мислам, се тоа веќе гротески, затоа не ги спомнувам. И ја велам, па Душко, јас би сакала, како? Напиши молба. А викам, а молбата кој ќе ја? Вика, јас и Бого Мицковиќ. Ние сакаме да ни дојдеш. Одлично. И ја одам дома и почнам пак со тие молби. Да, фактички... И така преку Душко. Од тогаш почна нашето пријателство. Ти знаеш, ја ги знаев сите од претходната генерација, но морам да кажам, со Саздов имам чисто прекрасни односи. Но, например, јас си го знаев Гане, пак преку тато и мама. Си го знаев Анте, така? Они беа луѓе со кои се срекава они. Но најблиско пријателство и најголема жал кога замина беше Душко Наневски. Тој беше еден прекрасен мислител и човек. Душко Наневски, кога веќе го спомнавме, не само што беше уредник во македонска книга,
подоцна беше и во Институтот за литература. Душко Наневски го нарече Радована Павловски принцот на метафората. Да. Како Душко Наневски, во Македонија имаше за среќа повеќе личности, инвентивни, креативни и на некој начин осамени. Осамени, ама кои што беа кооперативни. Многу. Сакаат да помагаат и сакаат да соработуваат со одредени автори. Со одредени. Сега, она што е битно за Сашо Прокопиев, тоа морам денеска посебно да го издвојам и да го нагласам, тој и самиот пред малку рече, дека е немирен карактер, немирен дух, постојано истражува, постојано експериментира, постојано е незадоволен од постигнатото, односно не сака да биде повторувач на веќе осознаеното, на веќе направеното, и затоа секогаш прибегнува кон некои нови, покреативни, поиновативни правци и движења. И во таа смисла, тој навистина ќе остане забележан, запамтен, би рекол дури и овековечен, по неговите книги, но и неговите активности. Тие се бројни. И како писател, па дури и како музичар, како есеист, па дури би рекол и како критичар, бидејќи има и изворедни критички согледби. Но она што е битно, мислам дека Сашо Прокопиев многу им помага и на младите автори, и тој како и Душко Наневски, да се надоврзам на претходното, постојано сака да соработува и да има околу себе творци кои што му се слични, сродни. Е така и неговите книги кои што ги објави, не случајно добија крилја и добија нозе и се објавија и се објавуваат постојано на многу јазици во странство. Денеска Сашо овде нас ни донесе само неколку книги и тоа објавени сега, во изминативе месеци. И јас сега ќе искористам оваа прилика, само инаку кога ги донел сите книги, не би имало место на оваа маса. Овде е книгата Делфинот, објавена на бугарски јазик. Овдека е Дзиркачот, објавена на албански јазик. Овдека е Дзиркачот, повторно, едно прекрасно издание со тврди корици, објавена на словенечки јазик. За Дзиркачот да кажам, не случајно, таа има најмногу преводи и објави, бидејќи е добитник, овенчане со наградата Балканик. Не е таа. Човечулец. Човечулец има најмногу објави. Но тука е Дзиркачот. Дзиркачот посна сега да се покажува исто. Да, и имаме ова негова најнова книга на есеи, која што кажавме со еден прозно-есеистички стил, односно дискурс, и еве ја неговата хаику книга, најнова, со овој, јас го сакам многу, овој необичен формат. Сите книги се исправени, ама понекогаш треба да бидат и во хоризонтална положба. Така, во функција на она што има во нив. Сега, овие се само неколку книги. Сашо Прокопиев, бидејќи веќе излезе од локалните републички рамки, како пливаш во странство? Сега прво да ти кажам за ова, а после ќе ти кажам и за тоа. Значи, оваа книга е исто содејство. Направена е со Маја Стефановска, која е извареден цртач, додека бев кај керките, кај двете од керките во Шпанија, таа успеа да ме изненади кога се вратив со оваа книга. Значи, цртежите се неизени, прекрасни цртежи се, а изненадувањето беше многу големо. Значи, таа е исто интеракција. Од кај почна таа интеракција? Од како почина мама
делот ти го знаеш на куќата. Кога спомна Сашо мајка му и татко му, само да кажам, Светомир, неговиот татко, и Стевка, Така. беа интелектуалци во нивната барака, подоцна зидана куќа. Имаше еден зид од книги, значи една цела библиотека. Значи луѓе кои што беа многу поврзани со книгите и со мама беше и професор. И со литературата, мајка беше и професор. Да, во Орце Николов беше долгогодишен. А татко ти беше градежник инженер кој многу читаше, голем љубител. Ама те сакаше литература. Да. Иако се враќаме кој го потикна, да потикна таа моја љубов и страст кон книгата, тоа се тие. Да, родителите. Но сега да ти кажам за уште нешто. За хаикуто. За хаикуто. Значи тој дел кај што мама беше, сега е мало филмска студија. Таму работиме анимирани филмови. Ти не си бил. Не. Треба да дојдеш затоа што таму ќе те сочекаат ликови кои ќе ги препознаеш. Многу ликови кукли. Сега правиме куклени филмови. А, така. И таму ќе ги видиш Станли Олио, Бастер Китон, Чарли Чаплин. Браво. Направивме, треба да дојдеш за... Добро. Но зошто тоа ти го кажувам? Затоа што дружењето со таа група на луѓе, кои се многу помлади од мене. Добро. Тој е Жарко Иванов, Крста Господиновски, анимација. Лукаш, Иван Ивановски. Тие се всушност беа мои студенти на постдипломски. Да. И така почна нашата взаемност која еве си трае и си дава резултати. Што се однесува до странството? Да. Иако многу ми значи кога имам читатели и критичари по број, како на секој од нас. Да. Во последните 15 години, нескромно, но вистински кажано, повеќе ме објавуваат во странство, отколку кај нас, иако јас се гледа, пишувам и тука книги. Да. А како тоа дојде до тоа? Дојде тогаш, ние секогаш сме се дружиле, но во тоа време, ние веќе као петиот круг веќе излеговме надвор, но пак почна една друга атмосфера на, ајде да кажам, награди во тоа време, републички, мешавини, не книжевни некои работи. И се сеќавам, тогаш беше пак при крајот на прошлиот милениум, јас си седев дома, не бев многу расположен баш, и реков, Сашо, а секој, и сега после пред Нова година си правам список на работи кои треба да си ги направам следната година. Која ќе ти биде првата работа? И прво направив преводи. Сватив дека тоа единствено ќе ме излече, како што хаикуто ме излече тогаш, од ситуација да не влезам во една, не депресија, но незадоволство. Една летаргија, зачмаеност, затвореност, изолираност, повлеченост. И од тогаш почна. Па дури и депресивност. Дури и депресивност во некои моменти. Само помалку. Сашо, ти си ми многу драг и другар, и пријател, и човек и колега, но времето на емисијата многу брзо помина, ние би можеле со тебе со часови да разговараме, бидејќи сме на крајот. Имаме еден обичај. Јас ве сега го смислив, а тука треба. Го смислив. Одбери боја, сина или црвена, со која сакаш да пишеш? Ајде со двете. Ајде со двете, браво. Со двете да им дадеме... Овде кога ќе ни напишеш твое име и презиме, Добро. Александар Прокопиев. Со фломастер. Да. Александар Ова е за двојноста на мојата син, а Прокопиев е црвен. Така. Сега. Датумот. 26 12 2023 година. Сега овде пораката. Добро. Одлучи со која боја. Еве и малку ликовност. Овака. Сега почнуваме со живот. Животот е крв, мора да биде овако. Да. Еднак боја. Добро. Животот е крв, значи е црвен. Еднаков е на творешто. Така. Еднак боја. Добро. На. Значи слобода. Значи се создава една формула. Животот е творство, е слобода, е радост,
Добро. Еве, значи, пораката од Прокопиев е животот е творество, Творештвото е слобода, а слободата е радост. И навистина е така. Творештвото е игра, творештвото е задоволство, творештвото е порака, творештвото е миг, творештвото е вечност. Нешто што сега е можеби миговно, ама понатаму и потоа станува